Во престрет на празникот на лозарите и винарите Свети Трифун, Сдруженијето Винотек, јас би рекол со најредовни можни активности. Всушност станува збор за активности кои што секогаш ова здружение ги организира и ги спроведува за време на празникот. За какви активности станува збор ќе ни каже претседателот на Сдруженијето Винотек Јован Еленов. Добар ден, поздрав до сите гледачи на вашата телевизија и на сите љубители на виното, на ракијата, на сите лозопроизводители. Сега стварно за некој ден престојава големиот празник на лозарите Свети Трифун и Сдруженијето, како и поранешните години, презима одредени активности. Меѓу тие активности е и сега место кај што се наоѓаме оценување на вина и жестоки пијалоци. Во соработка со Винскиот музеј за регион Тиквеш Кавадарци и под покровителство на општина Кавадарци, ова активност веќе заедно неколку години веќе работиме и сега во моментот е тоа оценување на вина и на жестоки пијалоци. Кој го врши оценувањето? Оценувањето го врши случна комисија, прибидејќи ова година е доста зголемен бројот на пристигнати мостри, значи интересот на производителите од година во година се поголем, така да ова година се формирани две комисии под раководство на професорот Михаил Петков. Вкупно се пристигнати 142 мостри, од тоа се 58 жестоки пијалоци, што е изненадувачко. И тука најголем број меѓу жестоките пијалоци има овошни раки, кои по прв пат се појавуваат кај нас од земјите од регионот. Значи имаме на овој пат и вина и жестоки пијалоци од Србија, од Маđарска, односно Унгарија, од Бугарија, од Босна и Херцеговина, Црна Гора и од Албанија. Можеме слободно да кажеме дека ова година ова оценување има меѓународен карактер. Да кажеме само, не се само кавадарчани кои што учествуваат со своји мостри. Прибидејќи ние го огласивме оценувањето од отворен тип, значи не е само за производители од Кавадарци и од Тиквишијата, него од сите кои се заинтересирани да присуствуваат, да дадат своји мостри, кои се производители од цела Македонија. И ние сега имаме стварно од разни крајеви на Македонија, че немаме само тука мостри од нашиот крај, него мостри од Скопскиот регион, има тамо од Охридскиот регион мостри, има од тамо Кочани, Виница, тој дел, Свети Николе, Овчеполието, имаме од југот, од Валандово, Гевгелија, така да на среќа и на задоволство интересот е воден дека сите делови на Македонија, имаме мостри од секаде, па ќе видиме конкуренцијата. Ја мислам дека е се пожестока и тоа е добро. Тоа значи дека интересот на производителите на вина и на жестоки пијалоци е таков да се борат за поголем квалитет на својот производ. И тоа е за добробит опште за винарството, за лозарството и за дестилерите кои произведуваат тие пијалоци. Денеска, значи, како активност е оценувањето на пристигнатите мостри. Утре, задутре, што е агендата? Ова е активност која мора да претходи на празникот, да би пристигнале сите тие оценети производи да се огласат, значи, резултатите од оценувањето на самиот ден на празникот Свети Трифун, која исто ќе биде овде во музејот, значи во локалниот вински музеј. Ќе бидат соопштени резултатите на 14 во понеделник и на самиот ден на 14, значи сигурно главна активност е закројувањето, затоа што на тој ден на свечен начин се врши закројување на виновата лоза. И ние практикуваме како и секоја година, како и многу наши сограѓани и сонародници широм Македонија, али во Кавадарци на еден посебен можеби начин, тоа е познато, не знам дали луѓето знаат, со валкање низ лозито, значи тоа е символичен еден начин, прикажува како бурињата полни со вино ги се тркавалат.
Така да има тука многу символика. Некаде можеби кај што има можности и свештено лице нели присуствува на закројувањето, кај нас понекогаш кога има слободен свештеник пристигнува, кога некогаш не, но суштина е да ние како лозаропроизводители, како винари, да сами тоа го организираме и да му дадеме едно свечено обележие. Спомнавме дека комисијата која што ги оценува пристигнатите мостри денеска е начело со професорот Михаил Петков. Професоре, стручни луѓе се претпоставувам во комисијата, не? Да, апсолутно сите се енолози со долгогодишно искуство кои секојдневно ја работат, нели оваа работа, оценуваат вина. Оно што досега го сработивте, како ви стојат работите? Па, многу позитивно, во однос, морам да кажам, на минатата година. Имаме до сега, а верувам дека и понатаму ќе продолжи, веќе имаме многу поголем процент на вина со многу висок квалитет, што е многу позитивно. И убаво тече работата, комисиите се усогласени, немаме некои варирања во оценките, така да за сега е се во ред многу во води. Организаторот спомна дека годинава изненадувачки е големиот број на пристигнати овошни раки. Па имаме не само овошни раки, туку имаме многу поголем број на мостри и од вино. Имаме мостри од вино, имаме гроздови раки, имаме исто така и за прв пат може да речеме дека има поголем број на овошни раки. Така да, имајќи во предвид дека имаме многу голем број на мостри, оваа година работат две комисии, че работат паралелно, за да како би можеле да ги постигнеме, нели? Затоа што има над 140 мостри, така да една комисија не би можела да ја заврши работата во еден ден. И сега нормално е како се поделени мострите, така одат по комисиите и се завршува. Прегледуваат црвени или бели вина? Молам? Црвени или бели вина прегледуваат? Па црвените се нешто малку повеќе, се повеќе, меѓутоа изненадува квалитетот на белите вина, бидејќи сепак се работи за индивидуални производители, за мали производители, кои ја немаат можеби и потребната опрема, сета онаа опрема која е неопходна при производството на бели вина, за да се постигне еден повисок квалитет. Меѓутоа и покрај тоа имаме извонредни бели вина. Во моментов сега ги оценуваме црвените вина и тука веќе имаме малку подобар. Морам да прашам, дали временските услови од минатата година позитивно или негативно придонесо за квалитетот на производите? Па, во зависност, морам да кажам сега овака, значи во зависност каде се наоѓа лозјето, како е тоа одгледувано, како е третирано и така натаму. Значи комплетната агротехнички мерки кои се превземени и зрелоста, а понатаму и винариите, каде што се преработува грозјето, значи нивната опременост и знаење, пред се знаењето и на едната и на другата страна многу значат. Така да со правилно употреба на одредени мерки и во производството на грозје пред се и во производството на вино може да се ублажат сите овие и климатски промени кои се не само климатски промени, туку и сите невремења кои не очекуваат. Некогаш имаме суша, некогаш имаме премногу дожд, така да сето тоа се ублажува на еден одреден начин. Меѓутоа, како и секоја година имаме, кај нас има добар квалитет. Минатата година не беше година која е најдобра, да речеме, за бербата и дека би можеле да очекуваме не знам какви вина. Зборувам за поголем процент на вината што се произведени, инаку оние кои се третирани уште во текот на целата година како производство на суровина, па понатаму производство на грозје и така натаму. Сега за сега е се уште рано да дадеме конечна оценка за минатогодишните вина, затоа што тие се уште многу млади вина.